Патронот на градот Свети Нектари Битолски ќе добие храм во центарот на градот, а токму за локацијата, како ќе изгледа и сите подробности денес ги договараа градоначалникот и владиката заедно со стручни лица надлежни за оваа тематика. Денеска е среда, нека е Ирлија, бидејќи по тој повод е и средбата и сите заедно сме за едно заедничко нешто. Значи, нашиот заштитник сакаме да има храм во централното градско подрачје, ги поканивме и заштитарите, и директорот, и изведувачите на деталниот урбанистички план, се разбира и луѓето кои што го имаат идејниот проект за храмот. Сите заедно да најдеме начин, колку што е можно побрзо, да создадеме услови за почеток за изградбата на храмот. Јас сум сигурен дека вака обединети во заедничката идеја и заедно со поддршката на сите наши граѓани, дека тоа за скоро време ќе се реализира. Нека не е за многу години. Одлуката и решението кое ќе го донесат е од голема одговорност за идните поколенија. И денеска трошиме повеќе време за да го најдеме најдоброто решение за нашиот храм. Јас сум сигурен дека поттикнати и поддржани со добрата волја на сите наши граѓани, ќе најдеме едно решение кое што ќе биде оптимално. Значи да не биде тоа само идеја на еден, на двајца, на тројца. Идејата е прифатена максимално, но оставаме на архитектите, на луѓето заштитари да го најдат најдоброто решение, бидејќи тоа нема да се прави секој ден. Тоа го правиме еднаш и нека е за векови. Едноставно фазата е таа каде што треба точно да се најде локацијата и точно да се одредат димензиите, за сето тоа да биде законски, достоинствено, да нема никакви забелешки кога еден ден кога ќе започнеме храмот и ќе го завршиме, тоа да биде на задоволство и на идните генерации. Со оваа средба започнаа активностите за одбележување на патронот на Битола. Продолжуваат со вечерната свечена академија, завршуваат утре со божествена литургија во храмот Свети Великомаченик Димитри, како и литијата на избитолските улици со моштите на Свети Агатангел Битолски. Во тропарот на Свети Нектари Битолски стои дека Битола го воспитала. Во Битола е добил духовната основа, а надградбата во Света Гора. Јас би сакал да ги замолам битолчани, како што своевремено пред 5 нешто векови го воспитале Свети Нектари и многу други светители, како што е и Свети Агатангел Битолски, исто израстат од овој род православен од Битола, од Македонија и така натаму, така и ние денешните православни, македонци и другите православни во Битола, зборуваме конкретно за Битола, да се потрудиме да ги воспитаме во тој дух што бил воспитан Свети Нектари и ние генерациите кои денеска ни се нам дадени на располагање, да покажеме дека во денешно време сме христијани не само по име, туку по живот и по дела. Литијата низ улиците во Битола ќе започне утре во 10 часот и 30 минути.